Демократската унија за интеграција, или повеќе би сакал да кажам раководството на Демократската унија за интеграција, не само што ја изгуби својата порака и суштина, туку жалам што се поединци кои што се дел од тоа раководство на крајот од својата политичка кариера ќе бидат запаметени по криминалот и корупцијата кои што на дневна основа ги прават, но на што е пострашно преку нивните семејства. Знаете, семејството кога ќе го вклучите во политиката, тогаш вие не сте го допреле дното. Вие сте отишле и подлабоко од тоа дно. Сега тоа се случува со семејството на дел од раководството на ДУИ. Тие се обидуваат неколкумина да буквално ја окупираат Македонија и на тој начин на грбот на народот да станат милионери, но тоа беше стара амбиција, сега е милиардери да станат. Тие мислам дека веќе во денари се милиардери на грбот на народот. А тука сериозно им асистира полтронскиот коалиционен партнер, тоа е СДСМ, предводено од ова раководство на СДСМ, бидејќи јас сум убеден дека и таму има членови и симпатизери и луѓе кои што не се сложуваат да бидат полтрони на семејството кој што ја има окупирано Демократската унија за интеграција, а со тоа сака да ја окупира Македонија. Таа порака која што вие ја кажавте не само што не проаѓа во јавноста, туку и со индигнација граѓаните ја отфрлаат, бидејќи довербата во партизираното и октрирано обвинителство и судство најдобро го кажуваат јавните мерења. А довербата е од 0 до 100 некаде околу 6-7-8% максимум. Зошто е тоа така? Затоа што имаме обвинител на кого семејството на една слика му стои на глава. И вие сакате, очекувате тој обвинител, тука пред се мислам, знаете, на кој на обвинителот кој што пред неколку месеци беше избран за обвинител во обвинителството за организиран криминал и корупција, на онаа слика која што е во јавноста позната, гледате како еден човек му стои над глава, знаете точно кој е човекот и знаете од кое семејство е тој човек, а знаете пак кој е актуелен во последно време поради купо-продажбата на онаа зграда во центарот на Скопје. Станува збор директно семејството на Али Ахмети. И тоа е суштината, и тој човек кој што себе си се представуваше како борец за човекови права пред 20 години, изгледа раководен од неколкумина околу него, ќе заврши како човек кој што ќе биде длабоко вплеткан во криминал, но за жал го вплеткува и сопственото семејство. Тоа не е добро и би го советувал да тие малкумина советници околу него кои што на овој начин го советуваат да испраќа пораки во јавноста или да ги променят тие позиции таму каде што се, или да престане на овој начин да го вплеткува сопственото семејство. Имаше шанса голема, но како одминува времето, тој не само што ја пропушта таа шанса, туку и е пред сопствениот политички крај како обичен криминал.